Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Значи, денес завршува за овој месец. Ние кажевме додека да се формира нова влада. Ние секој месец во истото време, 20, 21, 22 сме овде во Скопје, исто во Жена парк, пред Собрание. Значи, секој месец во исто време ќе бидеме овде додека да се формира нова влада. Кога ќе се формира новата влада, тогаш ќе се собереме во Скопје од цела Македонија, децата, возрастните со посебни потреби, инвалидите, значи сите ќе се собереме со нашите фамилии, комшини, роднини. Значи сите тој ден ќе дојдеме во Скопје на мирен собир, како што е сега. Значи не е протест, мирен собир, ние не протестираме против никого, немаме ништо против никого, ние бараме разбирање, интеграција целосна во ова општество. Значи, понатаму се разбира. Имаме доставено барања во кои што се подерени во првите 100 дена што треба владата да ги направи, во наредните 6 месеци, во наредната година 2-3. Значи, првите барања кои што можат нова влада, било кој да ја формира во наредните 100 денови, значи тоа се наши барања кои што за нив не е потребна некој големи средства од буџетот, значи тоа се барања, како што го кажа, бришење на 26 години во законите. Така, интересно што ме потекна за таа иницијатива, што спомна, дали еден министер треба да преночи, да помине 24 деноночие со децата со посебни потреби. Едно деноночие со семејство на самохрани мајки, да речем. Едно деноночие со исто социјално тешка категорија, ранлива категорија, како што канцеларот на Австрија бил деливеран, значи носел пици низ становите, мада тоа е малце порелаксирано за разлика од се тоа. Тогаш ќе го добие мандатот или ќе го добие гласот на народот и волјата на народот. А дали ве посетија претставителите на политичките партии? Значи, се уште никој не нема посетено од нив. Еве да кажеме, ги покануваме јавно. Значи, бидејќи тие се исто обични луѓе, наши баќа, значи, живееме во иста земја, дишеме из воздух, имаат чувства, имаат фамилии, значи, зошто да не се прошиват фамилијата? Ние можеме да бидеме нивна фамилија, така што ако дојдат, ќе бидат добре дојдени, ќе видат колку нашите деца знаат да сакаат. Значи, еве, ние кажевме дека никој нема да поканеме, еве ги покануваме. Значи, доколку сакаат, сите се поканети. Сите, не само тие не се ништо повеќе и помалку од нас, нели, само имаат функција, меѓутоа, пред Господ и пред другото многу е битно дали има срце и душа. Значи, ти можеш да бидеш што сакаш. Значи, секој еден што сака, денес до 17 часот ние сме во Жена парк. Поверете, подпишете се во книгата за подршка, бидејќи ако нашите 120 пратеници се случи да не поднесат некој од законите, ние ќе ги поднесеме со 10.000 подписи, што Уставот ни дава за право. Така да, но би било убаво, кажав, едногласно да се донесуваат овие закони, бидејќи во ова нема политика и треба конечно да се свестат и да се обединат околу живото важните прашања. Значи, живото важни прашања. Значи, нашиот живот ќе заврши, што ќе биде со нашите деца после нас. Значи, ако сакаат да бидат запаметени со генерации, нека помогни на човек, помогни на детето на човекот, ќе биде запаметен со генерации. Секогаш ќе бидеш човекот кој што е помогнал на моето дете. Човекот кој што е помогнал на нашите деца. Тој човек никогаш нема да се заборави. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток
од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.